континуиран раст на брутодомашниот производ, кој би требало да достигне високи 5% во 2028 година, намалување на невработеноста и забавен раст на просечната плата. Предвидува фискалната стратегија на Македонија за периодот 2025 и 2029 година, која ја усвои владата и веќе е влезена во собраниска процедура. Се прогнозира дека растот на македонската економија ќе забрза на 3,7% во 2025 година, 4% во 2026 година и просечен раст од 4,8% во периодот 2027 и 2029 година. Мајмунските сипаници беа главоболка за африканските здравствени работници повеќе од половина век, но овој вирус го привлече вниманието на јавноста во остатокот од светот дури во 2022 година, кога се прошири и во други земји. Светската здравствена организација тогаш прогласи вонредна состојба во јавното здравство на 10 месеци, а новиот вид на вирус ја принуди Светската здравствена организација да го преземе истиот чекор сега. Единствената ефикасна бариера за натамошното ширење на вирусот би можела да биде вакцината, а единствената компанија која моментално има одобрена вакцина, изработена исклучиво за оваа болест, во Европа и САД е Bavarian Nordic. За данската компанија ова представува голема одговорност, но и одлична можност за остварување профит што може да го остварат само монополистите во областите во кои работат. Американската пејачка Оливија Родриго неодамна настапи во Мелбурн, Австралија, а на концертот и се случила непријатна ситуација кога паднала во дупка на средината на бината. Додека истрчала на сцената за да ги поздрави фановите, таа се упатила кон центарот на бината и паднала во дупката на средината на бината, што се користи за брзо доаѓање и заминување. Меѓутоа, таа брзо се опорави и стана и извика: "О Боже, тоа беше забавно. Добро сум", и така ги увери фановите, а видеото набрзо се прошири на социјалните мрежи и собра 2,2 милиони прегледи и бројни коментари. Еве како веќе да не ви се замаглуваат прозорите во автомобилот во ладните периоди. На профилот TikTok на Cars.com се појави видео кое покажува наводен брз и лесен метод за одмаглување на стаклата. Методот се состои од 4 чекори: вклучување на грејењето до максимум, вклучување на клима уредот што ќе го суши воздухот, исклучување на циркулацијата на воздухот и отворање на прозорците.